Почитувани гледачи, на Мега телевизија започнува уште едно издание на емисијата Од блискусо. Јас морам да кажам дека навистина ми представува чест и задоволство што денеска како мој, а и ваш гостин во емисијата Од блискусо го имаме господинот Коста Хаџи Антоновски, кој што е идеен творец на ликовната колонија Мал Битолски Монмартар, кој што секоја година се одржува токму тука во Битола. Оваа манифестација, односно оваа ликовна колонија, не само што ја освои Битола, што ја освои цела Македонија, туку го освои и целиот свет. Се разбира нешто подетално за тоа, за неговата работа, за тоа како настана пред се идејата за малиот битолски Монмартар, ке поразговараме во следните 30 на минути. Здраво пред се, добре дојдовте во емисијата Од блискусо на Мега телевизија. Благодарам. Пресеќа сум на вистина денешен ден, Петров ден, 12 јули. Се наоѓате во една прекрасна зграда, во еден прекрасен амбиент, едно големо богатство кој што имате прилика да го прикажете на вашата емисија. Ова галерија не е бижутерија, ова е цветна градина, кој што го гледате големото богатство, кој што децата го творат, го создаваат, она како тие што го чувствуваат. На која тема ќе се определат самите, како ќе творат, на која техника исто така ќе се определат. Али јас најпред сум среќен што успеав после големи перипети, големи проблеми, било како во кој поглед, оти многу пати го имам речено, сеќавај се на сон, не на сеќавање, сон и сеќавање. Оној сон што го замислив, ми се исполни. Уште како мало детенце, можда бев 4-5, кога чкртав со било кој ликовен прибор, и отега се јави кај мене љубов да работам, да творам, да сликам, да пишам и филми, реклами и така натака. Меѓутоа, да се работи со една најплеменитата душа, со децата, она најубавото кој што со јас го се определив, тоа значи за мене многу. Прво, Чичко Коста, слободно да речем, е малото дете на Мали Битолски Монмартар. Ако ги имам на своите 84 години, меѓутоа, она што мене побуди да ја створам, работам, прво јас сум сликар. Јас имам отворено преку 40 изложби во светот, 2 пати во Атина, кои што побудуваше голема афирмација и за мене и за Република Македонија, како прв македонец да отвориш изложба, и во други места во поранешните југопростори. И затоа јас се одлучив да малце стагнирам од тој поглед на моето сликарство. Од јас сум сликар на цвеќето. Цвеќето го сакам. Секогаш 8 март, денот на жената, отворав цветни акорди, секогаш се продава сите слики, големи колекционери што ги барат моите дела, твореа. И затоа сакам во почетокот тоа да го истакнам како сликар, али сега би сакал да се освојам малци како еден ликовен педагог, творец кој што навистина од своите 20 на година почнав да работам за децата. Така, кажавте вие дека оној сон кој што сте го имале уште како мал стана реалност. Точно годинава се навршува 36 години откако во Битола е создаден малиот битолски Монмартар, и слободно можам да кажам дека магијата која што ја пренесува малиот битолски Монмартар го освои светот. Насекаде сте познати, секоја година токму Битола е домакин на голем број на деца од целиот свет. Ето у нас со што би сакала да го започнеме нашиот разговор. Од каде пред се дојде самата идеја за создавање на едно вакво детско ликовно студио? Кажавте вие дека пред се бевте уметник, творевте, но после се одлучивте да работите, да се посветите токму на децата. Какви беа пред се почетоците на создавањето на детското ликовно студио? Најдобро прашање кој што можам да ви одговора на вистина. За мене беше тоа настан
Кога јас почнав да работам како ликовен педагог. Прво во Демихисар 58 година, после враќањето од војска, се запослив како ликовен педагог во основното училище Кили Методије во Битола. Љубовта беше тука толку голема, кога видов деца талентирани, реков, сега, Коста, мора да се посветиш внимание кон работа со млади ликовни таленти, да ги афирмираме, не само во Битола, да ги афирмираме надвор, тогаш беше гостовенски простор. И кога почнавме да работиме со младите ликовни творци на часови по ликовно воспитување, испраќаме цртежи или светот, добивавме награди. И тие награди кои ги добивавме, не мене ми некако повеќе ми даде повод да јас навистина работам толку многу повеќе, околу 10-15 часови да работам со нив, дури и графики, да останам после ми работното време, да творам со нив. Меѓутоа, успесите што настануваа во тој период, па се до 80-та година од минатиот век, кога освоја децата од Кили Методи школата, околу 1000 награди во светот, кажам во светот, кога издатавме монографија Падот кон слободата, кога ги добиваме големите награди и така натака, Пикурилјовица и така, тогаш јас одлучив, реков, мора да обрнам внимание да стварам таленти не само од основното училище Кили Методи, туку таленти од градот Подпелище, градот на конзулите, на клавирите, на обавото нешто, Битола, мој роден крај. И затоа одлучив да стагнирам малце во наставата по ликовно воспитување. Година и по јас бев надвор од работа со децата. Зошто? Реков, види ќе направам студио или не сакам да работам. Ми успеа. Совно ми се исполна. Навистина ми се даде то право кога таму некаде 6 октомври во Скопје, во Министерство за култура и поколение Антони Дамјановски, Депнекајников, и застана неколку ентузијасти од Битола, од јас настојува по секоја цена да во настава не се враќам. Ама и зошто не се враќам? Иако во тоа време ја добивам Климентова награда, 78 година, одлучив точно да го направам студиото. Влегувам во неговиот кабинет и само Анатолий покојни ми викаја, добро, Коста, што е твојата замисла? Сакам да формирам студио. Како то студио? Да ги опадам талентираните деца од битолските основни училишта, градинките, така натака. Коста, како мислиш, така и ќе биде. Само не заборави да студиото, што постигна големи успеси ликовната секција на Кили Методи, преку 1000 награди, името да го задржиш Кили и Методи. И во тоа успеав да се задржи, сега сум во овој момент и малци и сум и возбуден, Свети Кили Методи е навистина 6 октомври, кој што влезе во аналите, да настана детското ликовно студио, кој што во прво време се работеше во маличка просторија во тоа школа, кој што гледа малци со љубов, мора да кажа, али успеав да се најде и некој простор мал кај што за борците и така натака, и после на крај успеав да се добие ова зграда кај што ние се наоѓаме тука, 78 година, и ова е убавицата на старата битолска чаршија, кој за секој турист кој ќе дојде ќе речи дали е можно во оваа зграда да се наоѓаат толку многу убави детски ликовни творби. Зошто го кажувам ова? Првата колонија, одма, после 81-та, 82-та година, кога повикав само неколку училишта од југословенските простори, тоа беше пак, беше Нуштар од Хрватска и Македонија. И едно девојче беше од Бања Лука. Црта децата, слика ја. Едно мајачко дете, Лина Бастлакиć, во таа година, беше 7-годишно девојче. Ја цртеше ова зграда. Зградата ја немавме. Али сите се чудија, вика, па види го ова девојче што прави сега. Значи, тука во ова зграда сигурно нешто ќе се случува. Се случи, зошто? Имаше полно гулаби.
Главите така ги внеси сите тие деца кои што работеа и тој цртеж века го имам, 7 годишно девојче, и малиот битолски имал мартар, после неколку перипети, после неколку години, успе да доби ова зграда и тука да ствара млади ликовни таленти од Југославија, млади ликовни таленти од светот, и затоа сум горд, онај сон ми се исполни. Навистина ми се исполни. И јас сум, кога правам разговор со некој, ете и со ова, се млада и така натака, јас сум горд што успеав ова нешто да го направам, и дури многу пати, 80 година имав изложба во Атина, 81 после, и ми рекоа да не се лаже, да не се кај што ти не си сликар сега. Али си направил големо дело, дело што успеа да ги донесиш децата од целиот свет, да творат, да создават, да се змежуваат, она пријателството го нема никаде. Така. Како ме интересира на самите почетоци, кога го основавте токму детското ликовно студио, истото беше прифатено од пошироката јавност. Колку имаше заинтересираност родителите да ги носат своите деца токму на доусовршување токму тука во детското ликовно студио Свети Кирил и Методи? Желбата ми беше прво да опфатам деца од помала возраст. Така. Тоа ми беше многу важно. Работев во една мала просторија во Кирил и Методи училиште, тогаш успеав некако. После во просториите на дворците и во работничкиот универзитет и доаѓа дечина 5, 10, 15, 20, кога виде дека се затворат, кога виде дека почнаме да испраќаме цртеви из целиот свет, дистигословиските простори, тогаш виде дека навистина можат овие деца да напреднуваат и тука. Кога може да напреднуваат децата од Кирил и Методи школото, 20 години имав тамо присутен јас, кој што целото време му обрнав внимание да им ги дадам правите на пастија како треба правилно да се слика, да се и сликање, и графика, и керамика, и монографија и така натака. Сето тоа успеав јас и затоа детското ликовно студио почна да си работи така добро. Од година на година почна тоа деца да доаѓаат, да творат, да испраќаме творби и така натака. Али сега целта не ми беше тоа. Целта ми беше по секоја цена да направам колонија. Да донесам деца од други места, да творат, а тоа ми успеа мене на 82-та година, кога 24 и 25 денот на младост успеав за 2 дена да дојдат неколку градови од југословиските простори и така отпочна малиот битолски омартар. Али тогаш името не го доби малиот битолски омартар. Го доби името после 2 години, кога дете од малиот битолски омартар, поточе од детското ликовно студио, доби награда во Загреб. Се собрани ликовни колеги од твоите игри простори и сам му рекол, колеги, дали сакате да направиме една ликовна колонија во Битола? Абе Коста, како да не? А тогаш бев и заслужен ликовен педагог на Југославија со моите успеси што ги постигна и така натака. Почна, дојде во Битола и така отпочна со работа малиот битолски омартар, а името го даде Мали битолски омартар Модра Ласа од Загреб. Бидејќи тогаш ја дојшле наградата во Загреб и тие го дадат тој наслов Мали битолски омартар. И тога одекна сензационално во југословенските простори и така се работеше се до 90-та година. Од тогаш почна да работи студиото и Малиот битолски омартар како меѓународна манифестација кој што од година на година почна да расте се повеќе и повеќе. Дури голема љубовна постоеше кај ликовните педагози од југословенските простори. Ама вика, Коста, ти викаш во Битола да ти дојдат деца со протекција да работиш. Нема никаква протекција. Тогаш почнав да распишувам конкурс општо југословенски, посебно меѓународни и така Малиот битолски омартар по пат на конкурс ги одбира најквалитетните деца, најквалитетните школи, најквалитетните ликовни педагози и земји кои што навистина
има голем афинитет према детското ликовно творештво. Така, токму секоја година сме сведоци и домакини, пред се Битола е домакин на деца од целиот свет кои што токму во месец мај творат тука во Битола и на неколку локации низ цела Македонија. Она што ме интересира, во текот на сите овие изминати години сте се сочиле со навистина голем број на проблеми. Тука ќе ги споменам финансиите, може би се мислеше дека со распаѓањето на Југославија ќе се распадни и детското ликовно студио, но тоа за цела среќа не се случи. Останавте да творите, останавте да ја работите. Вашата работа исто ете ќе го спомнам онај немил настан пожарот кој што се случи токму тука пред неколку години на само недела дена и неколку недели пред отварањето нели на самата ликовна изложба, на самата ликовна колонија, но и покрај тоа се одржа, се до тоа помина во најдобар ред. И покрај големиот број на проблемите, беше ли тешко да се изоди се од тој пат? 36 години обстојување на детското ликовно студио, 36 години афирмирање на ликовната уметност, пред се афирмирање на нашиот град, во целиот свет, афирмирање на големиот број на дечиња кои што творат токму тука во овие простори каде што се наоѓаме денес. Сите се чудат, дали е можно ти, нова возраст, да издржиш толку многу години, 36 години, да другаруваш со децата. Децата, ако ги немам, осеќам голема празина. Јас одмah се паре кога ќе станам, се опатувам, а покрај за своите проблеми, се опатувам кон просторијата на обавиот свет, во галеријата, да ги видам прво творбите како настана од минатиот ден кога твореа децата од Битола. Али кога ќе ги прегледам работите од другите генерации, другите држави, кои што од година во година се поголем интересот е јас да издржам толку многу години, да се откажам моето сликарство, кој што ги сакав многу тие цвеќиња, и само ги сонувам тие цвеќиња, и секогаш ќе си речам дека дали ќе можам едно цвеќе да се најди од моето големо богатство што сум го работел, се најде во мојот дом. Немам ниту едно цвеќе дома, како слика. Немам ниту едно дело од малиот битолски омартар во својот дом, во својата куќа. И многу пати ќе ме прашат, па дали е можно зидовите кај што живееш да се празни, да нема слика? Сликите се тука. Така. Ова цветна градина тука, али не би сакал ове дела кои што и тука се присутни да се наоѓаат тука само. Тие дела сакаме да одат надвор некаде. Да го видат богатството на децата од целиот свет во некои установи, болници и така натака. Ние сме хуманитарци. Така, често сме сведоци на хуманитарната страна. Кои што навистина сакаме тие дела да ги чествуваат и болните, и радостните, и проблеми некои родители со своите деца кои што има да му се помогли. Секој сакаме да биде среќен во животот, да цвекето му даде живот. Оти кога ќе одиме во некоја болница, во некој одделение, само ќе видам, чека, во овој амбиент потребна е сосема друга тематика на цртеж. Да видиме, сакаме тој болен свет, да го осети радоста, да осети радоста, да се осеќа пријатно. Затоа многу пати кога ќе ми речат мене, Чичко Костап, ајде сега, подарете ни тука некоја слика. Колку сакате? Да го видам просторот. Ние сега подаривме околу 64 слики во Старски дом. Браво. И било каде, многу да не споменам, преку 2000 цртари испредаени како донација. Меѓутоа, тоа што сакам да го речам, да сите колеги мои, само ќе речат Коста, не се откажувај. Продолжи. Ние сме по твојот пат. Дојде од Хонг-Конг, маж и жена, кои што 20 учесници доаѓат. 12 години доаѓа тука во Битола. Синче од 4 години доаѓа сега тука, има 12 години, кој што е фантастичен напредна. И само ќе речам вака, Лаго, вие двајцата сте мои деца. Син и керка. Не попуштајте, гледајте да вие го продолжите патот и на вашите деца и патот на другите ликовни педагози кои се творат. Таму направивме ликовна колонија во Хонг-Конг.
Тие се пресеки кои што сум таму и како почесен граѓан и како председател. Малиот битолски мартар направи колонија во Евора, Португалија. 17 години, 18 години треба дет таму. Сега 2 дечиња да патуваат на ликона колонија во октомври. Формират во овие денови и во Пјатране, во Романија. И таму колонија. Значи, малиот битолски мартар отпочнува со своја акција, со своја замисла, сонот ми се исполнува, кажува. Ходиме напред. До година и Турција, Трабзон, сака да има колонија. Во светот има многу изложби светски, меѓутоа нема ни изложба, ни ликовни каравани, ни ликовни работилници, има само изложба. А малиот битолски мартар тоа го има и ќе го има по повеќе држави во светот. Тука е она големија кој што успеав јас, како да кажам, дали може некој да ме заборави. Па секој ден се јавуваат дома. Како си прво со здравјето? Кога настана пожарот, тие беа толку разочарани. Првите што се јавија 6 мајки од Хонг Конг. Донираа по 1000 евра, 6000 евра донираа, за да може овој простор кај што сега го поводиме разговорот, да живее, да можат децата кои ќе дојдат во битова се чувствуваат пријатно. Ние сакаме да му дадеме се што е можно да биде добро сместени, добра храна, добар хотел и ако си го плаќат превозот. Меѓутоа, дали можеме на плюс трите ученици што треба да патуваат, да творат, да дојдат и повеќе ученици, нека дојдат. Јас сакам да имам 10-15 автобуси полно со деца да патуваме по ликовните каравани во Крушево, во Охрид, ево годинава бевме во Вевчани. Вевчани беше празник за сите тие граѓани кај ни. Вевчани е публика. Затоа нема да престана. Ако заветот ме стожи и Господ ме сака, ако децата ме сакат, ете сега за неполн сат ќе дојда тука, да почнеме да работиме и само ќе речеме Чичо Коста, дали се денеска расположен за работа. Се разбира дека сум. Не може децата некој да ми ги земи. Има полно проблеми во Битола јас. Битола даде многу малце за мене, а малиот битолски мартар даде многу. Многу. Финансиски сум јас многу лошо помогнат. Само имам 1-2 златни спонзори кој што ми помага. Не би сакал сега во оваа емисија, бидејќи знам дека рекламата, пропаганда во вашите емисии може се потешко оди, али сакам да му се заблагодарам на тие што навистина, ако не требаат пари, полно му е срцето, а секој детенце кој ќе го напушти градот, било каде, си го добива црвеното срце, кој што пишува мал битолски мартар. Тој е символ срцето кој ќе го земи во своето место во Индонезија, Кина, Малезија и така натака, ќе си го обеси во своето кревече, ќе се сеќава, ќе рече да вистина, ова срце ми го подари Чичко Коста. Си го сакаме Чичко Коста, ќе речат. Дали можеме до година повторно да ме примите, да додиме ни во Битола? Патот ви отворен. Секоја година да добиваме најталентирани дечиња. Ние сакаме да имаме повеќе. Не знам, ова емисија може да се одбија и 3-4 сати да се зборува, јасно ти е. Може, коморно, може. Имам овај разговор, ми сакам да го бавиме доста повеќе, меѓутоа, што знам како? Нека се здрави живи деца, без нив не може. На улица, кога ќе се трудам, ако болест ми е таква, се трудам да дојдам во просториите кај што треба, каде што ми е местото. Местото ми е тука. Јас сакам ова галерија, јас сакам ова бижутерија на Цветна градина, ги сакам овие прекрасни творби, али многу е важно. На децата не им даме една тема да работат. Да не бидат еклектици како мене, како Цвеке, што слика. Сликајте си слободно како вие замислувате. Тука е многу важно. Затоа сега ние одлучиме. Секоја година, после завршувањето на колонијата, отворве премиерно изложба од најдобри творби.
Секоја година ние отвораме за 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Од минатата година одлучивме да направиме прво ликовно матине во старата Битолска чаршија. Зошто? Да заживе чаршијата. Тогаш немаме битвес, али годинава, затоа изложба ќе биде толку богата, значи цела чарша ќе биде полна со цртежи. Така, кога веќе го спомнавме второто ликовно матине, навистина убав ден, убав празник, како што кажавме на самиот почеток Петровден, убав повод за отворање на второто ликовно матине, како што кажавте, со цел да се врати духот во старата Битолска чаршија, да заживее старата Битолска чаршија барем овие денови. Ајде, кога веќе го спомнавме ова матине, да кажеме збор два за нашите гледачи. Ете, колку учесници, колку дела, односно колку дела годинава ќе бидат поместени? 100 млади ликовни творци учествуваа. 100 балони ќе полетат денеска. Балонот ќе полетат може до тоа место каде што тоа дете црташе во Битола. Може ќе сега дојде тој балон. Верувам дека чаршијата ќе биде преполна со цртежи. Тука се, ете, ќе почне со аранжирање. Значи, зошто му дава ликовна матине? Сакаме да биде уште порано, уште од 3, од 12, 13, 14 сато да се отвори. Меѓутоа, толку голема горештина во тој простор на чаршијата и затоа одлучиле да биде тоа во 18 часот, преди тоа што ќе биде малце сенка кима и секаде кај ќе има празно место, дуќанџите ни дозволуваат, да ги поставуваме и цртежите околу 60 штапелајки што ги имаме ќе бидат поставени. Значи, верувам, околу 200 работи ќе бидат изложени ова. Делата кои што навистина ќе бидат изложени се бисери кои што настанаа ова година ние од 600 одбране 200. Веруваме сите 200 ќе бидат изложени, веќе се комплетно опремени. Значи нема бисер од бисер. Ја некој многу пати ќе речам, ама ова година изложбата ми беше најдобра од минатата година. Ама после ќе се речам, ама чекајте до година ќе биде уште подобра. Значи секоја екипа кој што сака да дојде во Битола, патот му е отворен. Да троши пари по 5-6 илјади евра. Ево тајна екипата од Тајван, Министерството за култура му додели 5.000 евра само за патни трошкови за авионски да дојде во Битола. И едната детензе ја доби специјалната награда како Радебер поединец. Верувајте дека и од Малезија, Индонезија, Кина, Тајван и така натака, можам слободно да речам дека Македонија ја освои Битола, ја освои Азија, ја освои Америка, ја освои Европа, ја освои и Африка. Значи сите континенти се присутни во Битола, Битола кој што ги чека со душа да му дојдат најстаканите гости, а тоа навистина успева. Дали може да биде и некој странец незадоволен кога ќе влезе во галеријата? Но Навистина, голем број прекрасни фотографии ќе имаат можност да погледнат битолчани, но и сите посетители деновиве токму во Битола во рамките на второто ликовно матине, како што кажавме, фотографии кои што создадени за време на 7 денови, кога што беа учесници од целиот свет, кои што твореа на тема македонска стара архитектура токму тука во Битола, Охрид и Вевчани. Но ајде, од каде потекна самата идеја за да се направи едно такво ликовно матине? Минатата година беше прва година. Од каде дојде самата идеја да го направите токму и ова? Идејата ние уште на петата колонија имале првиот ликови караван во селото Буково. После отпочна караваните во Охрид, во Крушево и другите места. Али како потекна ова ликовното прво ликовно матине на Монмартр? Минатата година немаме битвес. Рекол, чека, сошто за Коста да не направи една права атракција, да живе чаршијата, нема никакви активности, нема ништо, никакви настапи. Реков, ќе направиме една изложба, на место да биде изложбата на 8 септември,
Од сега натаму ќе оди изложбата точно на Петровден, ден на Петровден и точно во 18 часот да се отвора изложбата во салата Битолска на Плододол. Овдека, кај што е една прекрасна чешма, Гулаво кој што е горе под прикажа, кој што тото девојчето од Леда Бастагишов беше од Бања Лука, незина идеја, тоа беше за Гулапчето. И тука реков ќе ги поставиме сите цртежи. Поставиме во Штафелај, по дуќаните и одекна сензационално. Вика, кој ќе продолжи тој пат. После тоа, кога заврши годинашната колонија, реколе, чекате, зошто да ова изложба кога се направени, завршени творбите, последниот ден, да не биде изложени сите цртежи во чаршијата, назем, поставени под излозите, па и околу 600 работа да се определиме кој ќе биде најдобрите цртежи што ги наградиме. И така одлучив ликовното матинете да биде тука во чаршијата назем. Сега, денеска, по мој план, не знам сега, ќе видиме како ќе се случи понатаму, сакам дури назем да се постават цртежите. Веќе се комплетно опремени, во стакло, рамки и така натака, кој што тоа ликовно матине ќе продолжи понатаму, не само тука и понатаму. На 8 април, а поточно август, денот на Света Петка, ќе се отвори изложбата во Бевчани. Кај што бевме таму присутни, да има желба, да има и таму изложба, ќе дојдеме за вас, бидејќи тоа беше за нив настан кога отвориле изложбата, настанатите работи, а изложбата сакат да видат како ќе изгледа таму во тој ден. Затоа и ликовното матине, затоа го реков јас отворено, што може да има и музика, и танци, и така натака, како порано кога бев јас и како млад, одеден на матињата се одешува со песна од 2 во 3 од 4 сата од поручетата, затоа ликовното матине на Малио Битолски омартар ќе продолжи не само тука, ќе продолжи и повеќе градове из Македонија и Југославија. Ете, сега се јави Хонг-Конг. Мораме по секоја цена да биде изложбата во Хонг-Конг, али барам и случајот да видат делата од децата од Хонг-Конг. Да видат родителите што нам создадува нивните деца. Кога можат да доаѓаат 12-13 години, кога можат да ни остават големи средства Хонг-Конг, кога ќе дојдат 10 деца, 10 родители, не сака да ручат, не сака да вечер, не сака да ручкуваат, средства да ги остават како помош за Малио Битолски омартар. Затоа ликовното матине ќе стани традиција и верувам дека голем број на држави, голем број на градови во Република Македонија ќе сакат да ја имате и ова изложба комплетно опремена и да ги видат тие дела какви се. Сега, што ќе правиме понатаму, дали ќе обстаеме, а верувам дека Малио Битолски омартар нема никој право да го поништи. Покушаја. Јас многу пати реколе, нека покуша некој млад човек, нека издржи 36 години да го направи овој фестивал. Јас ги имам, добивам сите можни награди, не ви сакам да се палам. Ги добив трите награди, можните на Франција, медал на честа на Париз, медалот од Малта на Европа и медалот на Франција на државата, Нехрувата награда, заслужен ликовен педагог, Гран При и така натака, за живото дело, добро, да не зборуваме се толку многу за наградите, наградата не е за мене важна. Не би никаде поставена. Радувај се, вика, што работи со деца. Децата ми дава поттик да продолжам, да творам, да создавам. И ето, по некаде застанав до масата, кој пред калото, сето дај некоја фигура да си нацртам. Некако не оди раката, треба некако да се вади изверба, да почнам да творам. И после ми рекла, да мора бросер темени месец малце да посветиш внимание и да работиш. Барем да направиш еден твој јубилеј. 60 години творештво, 65 години и 65 години да ги творештво и 83 години живот. Ако сака Господа да направи една таква манифестација, една таква моја изложба, тоа зависи само од мене. А верувам дека децата
ќе ми дадат потик. Тие ќе ме натерат. Оти многу пати кога доаѓа тука ми кажат Чичко Коста, земите пред нас, нацртајте. А ваков случај ми се случи на првата изложба во Хонг Конг, кога имаше мали битолски омартар, полно деца слика на земја, 200 деца, со тема од битол, од картички. И јас само зедов еден картон, почнав да се чкртам. Одма камерманите се пушија, се патија да ме видат што ќе нацртам, како ќе нацртам. Продолжите, реков, со децата на колегите да создавате дела, да ги испраќате. Малиот битолски омартар има преку 600.000 цртежи. Меѓутоа, бројката кој што жири комисијата има определено е преку 50.000 цртежи. Можеме да направиме изложба од Битола до Прилеп, цел пат да биде полн со цртежи. Тоа е замислата на Коста, тоа е замислата на децата, таа е замислата на Битола, таа е замислата на големите ентузијасти, ликовни уметници кои што сакат, доаѓат и сакат повторно доаѓат во Битола. Нека се живи и здрави дечината, благодарам на вашето присуство. Навистина сум среќен, во овој момент вие дојдовте тука кај мене, па ми давте инспирација, сега може да зборови повеќе, меѓутоа да се живи и здрави. Камерманите ги поставувам кој што има голем удел за снимање на оваа емисија и вашата комплетна екипа. Така, нашето време за жал на вистина е толку, а со ова слободно можам да кажам дека на вистина има многу да се зборува. Се разбира повод и причина повторно да видите наш гостин, па сето она што не успеавме денеска да го пренесеме до нашите гледачи, ете во следна прилика да го пренесеме. Ви благодарам премногу од срце за се. Дај Боже се што си имате замислено да се оствори, горди сме на вас, горди сме што ја афирмирате Битола, но од друга страна што ја афирмирате Македонија токму преку малиот битолски Монмартар, кој што слободно можам да кажам дека е навистина голем бренд на нашиот град. Ги честитам празникот на сите христијани и свети. Се развива Петрозен, кој затоа е изложбата направена по тој повод. Така. Ќе продолжи со работа, ќе работат децата и ќе остават богатство кој што ќе се гордеат генерации. Ќе речат на вистина, постои еден човек, постои едни деца, постојат ликовни педагози, постојат плејада на млади ликовни творци од светот, кои што може да има едно 50 академски сликари од разни држави кои да направи. Се најдобро. Да ни сте здрав и жив уште многу години, дај Боже, да се радуваме сите на вашите успеси. Се надевам дека за скоро време ќе присуствуваме на таа манифестација кога заедно ќе прославиме 65 години ваше творештво. Ви благодарам уште. Да дај Господ. Дај Боже. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата. Верувам дека и со мојот денешен гостин успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Мене ми останува само да ви се заблагодарам на вниманието со кое што не следевте и секако да ви поканам и понатаму да останете на фреквенцијата на Мега телевизија. Довидување.